Оливера Трајковска, жена ли си што трча со волците? Мислам дека да. Зошто? Затоа што во времето во кое што живееме има премногу волци околу нас. Има и јагниња кои што се всушност волци. Така да на денешницава многу е тешко да се препознае кој е јагне, а кој е волк. Затоа сметам дека сме опколени со голем број на глутници на волци. И да се биде жена во ова современо општество е навистина да се трча со волците. Не сум го читала книгу, виде го еден момент постирано, претпоставljam дека ти е поклон. Доволно е објаснето зашто трчиш со вуци, како викамо ми у Куманово. У време на ратови, у време на поделбе, у време на неправде, многу ме интересира како успевате да сеете мир у вашу институцију за религиозни и верски заедници, на кој што сте начело моментално, како успевате да сеете мир. А тој уствари беше еден од слогани на вашу манифестацију Велјо, подсетиме, Оливера Манчевски. Не е многу, морам да кажу, не ми е многу познато, нити име Велјо Манчевски, нити манифестација сама по себе, али остави ми утисак ваш говор, па би сакала нешто повише да ни кажете, нарочито како сеете мир. Токму така, слоганот под кој што оваа година го одбележавме традиционалното годишно признание Велјо Манчевски, кој пак што се доделува во спомен на првиот верски референт кој по ослободувањето на Македонија бил првиот човек кој што раководел со верското поверенство, на кое што почиваат темелите на денешната комисија за односи со верските заедници и религиозни групи. Беше грижливо избран слоган пред се од моја страна и во минатогодишниот роковник кој што го направив за подарок на нашите комитенти, всушност беше слоганот да сееме мир. Зошто сакам да го потенцираме тој слоган? Затоа што, како што веќе споменавте, живееме во време кое што е толку турбулентно и во кое што под наплив на геостратешките планирања, на глобалната политика, ние буквално живееме во еден хаос, каде што се обидуваат да не поделбат да не поделат по било каква основа. И во такви времиња е навистина тешко да воспоставите еден баланс, луѓето да ги интегрирате во едно и да се ставите во улога на миротворец, да не бидам погрешно сватена. Јас се обидувам да бидам миротворец, не сум миротворец. Меѓутоа, ја сакам мисијата да бидам повикана да бидам миротворец. Дури макар и на еден единствен момент да посеам мир помеѓу некого кој што во моментот каде што не постои диалог, каде што постои несогласување, каде што постои конфликт. Како што реков, во светот за жал не тресат секакви ситуации, моменти кои што кога ги гледате, без оглед на тоа секогаш го велам. Моментот кој што ни се случи еве најсвежо во Сидни, со терористичкиот напад по повод Ханука, поврзан со еврејската заедница. Јас кога го гледам детето кое што е убиено на таа плажа, не размислувам дали тоа дете е еврејче. Јас размислувам дека тоа е дете. И што значи дека исто се осеќате и за деца кои свакодневно гинев у Газу? Така, токму така. Затоа што јас како мајка, моментот на емпатичност го доживувам дека ние во одреден миг губиме еден детски живот. Небитно е дали тоа дете е муслиманче, дали тоа дете е христијанче, дали е еврејче, независно било која, значи католик, од било која верска заедница да доаѓа или религиозна група. Тоа дете е дете. И во тие моменти сваќаме колку ние сме ограничени и како дозволуваме, значи, различностите да влијаат на нашата перцепција на нештата. Бидејќи не можете вие, ќе дадам конкретен пример, моментот што ни се случи со трагедијата во Кочани. Кога се случи, во првиот миг прво што помислев што можам јас да направам во овој момент.
Како да сочувствувам со болката на тие родители. Не можам да ја почувствувам нивната болка. Јас сочувствувам со нивната болка, но што јас, како некој кој што е дел од власта, можам да направам? Му се јавив на надлежниот митрополит, неговото високопреосвештенство господин Иларион, и побарав од него да направиме едно заедничко апело со сите верски лидери. Од никого не бевме одбиени. Од регисот, од бискупот, од представникот на Методистичко-евангелската црква, суперинтендентот. Значи, во тој момент на болка, ние Зашто сите... сте ми изненадени дека не сте били одбиени? Дали сте очекувале можда дека ќе биете одбиени? Јас не очекував, но сакав да кажам, водени од стереотипите во нашето општество. Знаете, регис да присуствува на апело на православни христијани. Тоа се стереотипите кои што нас не разделуваат, за жал. Јас сведочам дека верските лидери кај нас имаат перфектна соработка помеѓу себе. Значи, и слоганот кој што го избравме да сееме мир, ние го оправдуваме, затоа што на секоја средба, на секоја активност, ние имаме многу конструктивни разговори, имаме заеднички идни проекти, се е тоа поддржано, издржано, значи, ние припаѓаме на различни верски заедници, но меѓутоа припаѓаме на една иста категорија луѓе и сите ние се обидуваме да воспоставиме општество во кое што ќе живееме во мир, затоа што тоа е всушност главната наша цел. Јасно ми е и многу убаво прикажано од твоја страна. Бирам да не те пресирам, Оливера. Али нешто не ми е јасно. Не ми е јасно у постови, не за време на пости. Да, постови, у Facebook постови, у Facebook објаве, зашто еден такав прекрасен говор, постфестум, га постираш говорејќи за себе у трето лице еднино. Тој, ако може тој момент да ми го доловиш. Директорката на Комисијата за односи со верски и религиозни заедници денеска присуствуваше таму и таму. Малце ми е тој што викав млади сега кринџи. Сега ќе ви објаснам зашто не сте првата што ме прашувате за ова. Јас инаку имам профил и на LinkedIn, што е социјалната мрежа за бизнис заедницата, и таму исто така на тој начин постирам. И бев прашана од академици, мислам луѓе интелектуалци, зошто така, и дури ми најдоа замерка, дека ми е погрешно. А јас тоа ќе го објаснам вака. Намерно не пишувам во прво лице еднина, затоа што не сакам да си дадам важност на себе. Затоа што институцијата која што јас ја представувам е всушност институцијата. Јас сум само моментално некој кој што извршува функцијата во таа институција и тоа не се мои лични заслуги. Затоа никогаш не пишував. Јас денеска присуствував. Да, јас присуствував, но меѓутоа носителот на активноста, она што се извршува е всушност институцијата. Сакаш дека отделиш приватно од професионално? Апсолутно. И тоа е еден вид реобјавување на она објава која што оди на официјалната страница на институцијата, и јас само правам реобјава. И затоа на мојот Facebook профил се што е поврзано со работата оди, значи, во таква форма, во трето лице, значи множина, се извинувам, значи во прво лице еднина, директорката на комисијата. Трето лице еднина, се извинувам се. Има потреба да се извинуваш. Затоа што знаете дека многу внимавам и на лекторскиот дел и на се. Значи, може би некој се од ова и ќе направи кав дека не ги познавам времињата, но се е дозволено, нели кога сме дел од медиумите, но уморот си го прави своето, па така да еве и јас имам право да се збунам. Затоа што сметам дека моментот кога пишуваме јас присуствував, јас ова, јас она, во наше општество стана пренагласен. Тоа мене ме води кон себељубие
што ние го велиме во христијанскиот свет. А јас не сакам да си дадам толку значење на себе си, затоа што, како што реков, заслугите на таа комисија, јас сум само во моментот некој кој што е на функција и кој што ја менаџира таа институција, и не сметам дека тие заслуги кои што се прават во овој временски период се лично мој, па затоа и не си ги припишувам лично на себе. Можам да говорам за нешто што е моje лично остварување, иако има дел од лично остварување во рамките на таа институција, но сепак целосните остварувања на таа институција не се само мој, и затоа пишувам директорката на комисијата. Добро, не ми е баш јасно, ама и тоа е одговор. Уважую ga одговор. Трпи многу. Фамилија прво. Ти не само што си христијанка, ти си практикант христијански, уцрковена жена. Трпи фамилија од еден такав патриархален, да го кажеме, бекграунд од кој што доваѓаш, на кој што ги учиш и васпитаваш ваши деца, две златни. Ајде да направиме едну споредбу. Како су могале, Оливера, порано, наши мајки и бабе, и да идев на работу по фабрике, и да дојдев дома и свак ден да има ручак, и да има време и за одмор, и да има време и на гости да отидев, и на славу, и јутре да продолжив со песму на работу, како постизаш све, знаејќи дека руководно место, нели, што ga извршуваш, се канцеларија е у Скопје. Значи, Скопје, Куманово, кој највише трпи? Почнасте ли да едете брзу храну дома? Па, од време на време да. Но меѓутоа ние си ја сакаме домашната сготвена храна, се снаоѓаме во тој дел, значи околу менаџирањето на домашните обврски. Голема среќа е што децата веќе ми се големи, значи во тој сегмент можам да си дозволам малку по голем ангажман, затоа што реално кога би биле помали тоа не би било возможно, затоа што како што веќе нагласивте, јас сум конзервативна жена, патриархално воспитана, на која што на прво место е семејството, а потоа кариерата, професионалните остварувања и се останато. Функцијата која што во моментот ја извршувам навистина бара сестран ангажман, и поголемиот дел од времето, за жал, не сум дома, дури некогаш и повеќе денови, или се случува во текот на еден месец, да кажеме, ниту еден викенд да не сум дома. Времето кое што ние реално секогаш го посветуваме на семејството. Имаме многу блиски врски изградено во семејството и тоа ни недостига, бидејќи немаме време за разговор, но го компензираме некако со тоа што мама ќе одвои повеќе време, односно ќе се скрати од своето време за спиење или за одмор, или нема да прочита книга, нема да отиде некаде каде што требало да отиде, но меѓутоа ќе се посвети на децата и на домот. И дефинитивно готвената храна кај нас е приоритет. Сите дома сакаме сготвена храна, убава храна. Имам среќа затоа што и сопругот готви, и синот готви, кој што е веќе голем, па од нивна страна имам многу голема помош, што мене ми значи, и да се навратам на првичниот момент, дека нашите мајки имале време, навистина е така. Ние секогаш бевме исчешлани, ни стоја на закачалки испеглани алишта, секогаш бевме средени тип-топ со книгите, со работните обврски, тие со нашите завршени училишни, значи, обврски. Секогаш за празниците имавме време да отидеме некаде, за викендите исто, и се знаеше, можам да кажам, дека тогаш постоеше еден ред. Иако многу ми насмета дека социјализмот е утопија, јас многу го сакам тоа време на социјализмот, затоа што тогаш безпрекорно функциониравме, односно се знаеше ред на училиште, на воншколски активности, на излегување, однос родител-дете, семејно време. Сето тоа ние, за жал, сега го имаме изгубено, како резултат на тоа што ни се забрза времето, како резултат на тоа што ни се сменија навиките, како резултат на тоа што премногу брзо живееме сите и премногу сакаме се
во моментот да имаме. Сметам дека мораме да си наоѓаме начин на кој што ќе правиме баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот, затоа што и сега летово говорев на една тема во православниот детски камп, семејството, нашиот мал параклис. Значи, нашето семејство треба да биде нашата мала домашна црква, во која што ќе наоѓаме оддишка од се што е околу нас и никогаш не треба да дозволиме тој мал параклис да се сруши, да се изгуби, туку треба да ни биде прибежиште, каде што ќе најдеме мир, каде што ќе најдеме љубов, каде што ќе најдеме заштита, без оглед на тоа на која работна позиција да се наоѓаме. И доколку се случи во одредени моменти, да биде загрозено семејството, јас секогаш ќе го изберам семејството наместо професионалниот ангажман. Ово е нешто ново. Директорке, раководителке. Не чеш тако да те викав луѓе, да ти се обраќав, нели? Да. Преферираш Оливера. Викаш во едну прилику, баш и сега го уствари, тој се провлечува цело време како нека парадигма твоја лична и покрај тоа што пишуваш у треќо лице еднину, али стално ga понављаш баланс меѓу општествен и духовен живот. Нели ти се чини дека ми не смо способни такво нешто да направиме управо ради забрзано темпо? Како може да се постигне баланс? Ако искочиш са бајле у 6:30, а вратиш се у 6:30 и си исцрпена и си преморена. Ја не знам, треба магионичари да бидеме да постигнемо такво нешто. Па јас не би кажала дека тоа е така, затоа што се зависи, еве да кажеме конкретно, вие можете не бидете 12 и 14 часа дома, но може да бидете 3 часа дома се на се, во текот на 24 часа, земајќи го и периодот во кој што спиете. Но тие 3 часа, во тие 3 часа, можете да направите колачиња со вашата ќерка. Можете додека ги правите колачињата да разговарате, да ви раскаже како и поминал денот. Можете да ја сослушате да се исплаче. Може да и дадете совет. Со син ви исто, со сопругата. Јас сметам дека поминатото време дома не се однесува на квантитетот, односно на тоа колку време поминуваме дома, туку на квалитетот. Како времето додека сме дома го поминуваме со нашите членови од семејството. Така да нема да се согласам и во тој момент токму го гледам балансот. Значи, вие треба да бидете... Оливера затоа што муж ти знае да готви. Па не би кажала дека е така. Верувате дека... И зашто су големи деца, да су помали деца. Дали би го прифатила овој функција? Па не знам, би размислила, може би ја прифатила, но дефинитивно... Какав предизвик ти беше? Одреден период би се наоѓала во еден своевиден хаос, за да можам да ги изменаџирам нештата додека да ги доведам во ред. Еве да кажеме конкретно, мене многу ми се чудат, бидејќи откако сум на функцијата, бидејќи немам куќна чистачка. Значи јас сакам нештата сама да си ги работам. И си ги работам. Значи викендите кога сум дома или ако се случи некогаш да сум... Онда користиш многу добар коректор за подочњаци. Тоа да. Ако све сама Тоа сработиш. Да. Значи откако сум на функцијата почнав да користам коректор за подочњаци. Затоа што јас сакам... Трпи ли твоја лепота, твоја енергија, твое здравје? Енергијата трпи. Здравието трпи. Факт е дека било која јавна функција или ангажман кој што бара од вас многу повеќе посветување на време за работата отколку во домот и на својот приватен живот, е факт дека ќе трпи одредена жртва. Но јас ќе кажам дека сите ние кога прифаќаме нешто, сме спремни дека прифаќаме одредена жртва и тука ќе го земам христијанскиот светоглед, дека сите ние имаме крст кој што ни е доверен да го носиме и треба со радост да го носиме, колку и да ни е тешко. Не треба да роптаме, не треба да бараме помал крст, затоа што кој ќе дојде денот да преминеме од едната на другата страна, крстов ќе ни биде краток. Така да
Јас сметам дека во животот се има своја тежина и кој ќе се споредам некогаш онака поминувајќи затоа што по природа сум многу емпатична личност и тоа знае некогаш на вистина да ме изфрли од колосек, кој ќе поминам летно време, кога се летните горештини, кога сите се ладиме со клима уредите, кога сите се жалиме колку ни е топло, колку е неиздржливо и сето останато, и кога ќе ги видам работниците, градежниците, како на тие температури работат надвор, кои ќе видам луѓето кои што работат по нивите и ред други работи кои што се извршуваат на тие температури, јас во тој момент сваќам колку јас сум среќна со сите мои ангажмани и колку мојата работа е лесна. Така да секоја работа има тежина, има и леснотија, зависно од која страна ќе се перципира. Работата ми е тешка, во смисол на тоа дека бара огромен ангажман, но јас ја сакам работата, си ја работам со љубов и моментот дека си ја сакам работата, мене веќе во старт половина од тежината ми ја одзема. Тоа е затоа што си особа веројатно што има високу радну етику створено, али па од друга страна, Оливера, ви сте сега дел од власт, преко Движење Знам и ви можете да направите многу подобро да живеев и градежни радници, нели? И да има некои регулативе и за нима и за сви други, посебно за оние што још увек не добивав дупли дневнице, што работив у неделју, односно по високи дневнице, нели? За прековремену работу. Така. И за многу други ствари. Овај функција не тражи само емпатiju, ми се чини, и радну етику. Што још друго тражи? Тражеше ли да чланску книжку? Можда. Што захтеваше овај функција, освен атрибути кои што карактеристике, спецификација, нели, за едно радно место? Так. Што још те захтеваше оваква функција? Специфична и да поновимо, не само што тражи емпатiju. Не само да плачемо за деца у Газу и за напад у Австралију. Да. Значи, јас морам ова пластично да го објаснам. Може да биде перципирано од јавноста кој како сака, но јас сум секогаш искрена, брутално искрена и тоа го знаат сите околу мене дека е така и блиските луѓе знаат како јас дојдов на оваа позиција. Факт е дека политички сум ангажирана пред да дојдам на оваа позиција. Тоа беше во друг контекст, значи, како председателка на клубот на жени, значи во Движењето Знам за наша Македонија, кое што започна како граѓанско движење за наше Куманово. Потоа работев извесен период, значи година и пол јас откако политички бев ангажирана, морам да го потенцирам моментот дека седев без работа, затоа што моите дотогашни ангажмани во граѓанскиот сектор беа сведени на минимум бидејќи политички се определив. Тоа е моментот кој што малкумина го знаат. Значи, ја не влезав Сакаш да кажеш дека си имала известни реперкусии само ради тоа што си веќе луѓе су дознале дека си дел од Движење Знам? Воопшто дека сум вклучена во политика, затоа што вие кога сте дел од граѓанскиот сектор, барем во тој сегмент каде што јас сум работела, граѓанскиот сектор треба да биде целосно аполитичен. Тоа што ние во граѓанските организации имаме пандан организации кои што работат за одредени политички структури и преку нив добиваат, нели, финансиски средства, тоа е друга работа. Со оглед на мојот долгогодишен стаж у граѓанскиот сектор од 20 години, многу добро ми се познати сите околности. Сакам да кажам дека вие кога треба да држите, еве, најобично ќе објаснам, една најобична обука или работилница, доколку политички сте определени, вие не можете да бидете ангажирани. Ме разбирате? Доколку не станува збор за некоја политичка академија или како што се прават еве со NDI, па и тогаш е независно. Самите обучувачи треба да бидат неопределени политички, за да може да се смета дека обукава професионално се извршува. Не ми беше намера да те терам да се правдаш, Оливера. Не, значи далеку од правдањето, но меѓутоа сакам да кажам дека не беше пресудна членската карта за да влезам јас сега на позиција во која што сум и искрено ќе ви кажам дека јас не ни знаев дека ќе бидам назначена на оваа позиција. Го дознав тоа на денот на Успение на Пресвета Богородица, кога председателот на нашето движење ми се јави и ми кажа: честитки, избрани сте на влада. И ја бев во неверување
Затоа што јас не влегов, Ивана, во политика за да добием позиција. Јас влегов во политика за да ги менувам нештата. И сметам дека е крајно време во оваа наша држава, во нашата убава Македонија, да се смени ликот на политиката. Значи, крајно време луѓето кои што ги имаме на политичката сцена по 20, 30, 50 години да се заминат во историјата и да ја остават политиката да биде политика, но меѓутоа бран на луѓе кои што се слободумни, луѓе интелектуално изградени, луѓе самореализирани, на кои што титулата не им е приоритет, туку промената во општеството. Јас живеам и сакам да ја видам таа промена во нашето општество. И тоа е главната причина за која што се вклучив во политиката. И дефинитивно сметам дека со мојот политички ангажман да ја припаѓам на движењето Знам за наша Македонија. Но меѓутоа, мојот ангажман во таа политичка партија никогаш не бил насочен по директиви. Јас со својот ангажман во политичката партија се уште ја имам слободата. Значи, затоа сметам дека оваа политичка партија, сега да не излезе дека правам јас реклама на нашата политичка партија, но меѓутоа тоа се аргументи, тоа се факти. Мене никогаш во ниту За себе си многу скромна, па си викаш у треќо лице еднина директорката. Не се осеќаш уважено и не се одважуваш да кажеш ја, Оливера Трајковска. Не мора да кажеш директорка, знам, тој ти пара ти ги уши. Ја беше таму и таму, кажа тој и тој, мислу дека ќе промену тој. А за движење, знам, односно за партију, викаш постојано, нашите ветувања ќе станат реалност. Затоа што ја верувам во тоа. Некако не ми ги многу умешно одделуеш која е Оливера Трајковска, која е Оливера Трајковска припадничка на политичку партију Знам, а која е директорка на односи за многу вие дугачак назив религиозни и верски заедници. Така. Тој момент едноставно не га разбирам. Значи не се либиш да кажеш често, да споделиш пост од градоначалника. Да. Дали е владина политика, дали е негов став, дали е... Па нека биде и рил у крајну линiju. Така. За тој најдеш време. Тако ли се балансира измеѓу општествен и духовен живот? Како можеш да најдеш за тој време, а за себе, за некој прекрасан говор, каде што се сее мирот, викаш, еве, и знаеш како испада? Еве, директорка била таму и кажала тој и тој. И гледам го интеракцију меѓу луѓе. Колку се луѓе повише палив на тој. Стварно се повише палив. У коментари, например, повише лајкови имаш ако го споделиш Максу. Него ли ако кажеш дека пред дипломатију високо и пред високо свештенства од регион си одржала некој прекрасен говор. Па знаете, тоа е до перцепцијата на аудиториумот кој што ве чита. Јас знам дека е до перцепцију, ама прашувате зашто да биде такој? Па, ви реков веќе, јас не го потенцирам моментот на своите лични остварувања. Никош што не сум го правила, значи предходно извесен период и немав социјални мрежи, затоа што јас сметам дека... Ама узвишуваш го партију која што те довела до овој позицију. Тако испада. Па добро, сега од таа гледна точка, вашата перцепција, точно е дека е така, точно е дека споделувам, точно е дека лајкувам, точно е дека коментирам и сметам дека тоа е еден вид своевидна поддршка на партијата која што мене ме предложила нели за функцијата која што во моментот ја извршувам. И сметам дека партијата, поддршката на партијата... Извини, Оливера, ама малце ми изгледа тој како преголема, ајде да го кажемо, да не употребу некој полошу реч, не е христијански пред све, не е нити културно со овакву даму кога се разговара, ама како еден вид искажување на благодарност спрема некога што ти нешто омогучи у живот. Питам се често, дали ако не се споделува такво нешто, дека ако свак си го работи работу, без разлика дали е партиски поставен или не, и да не ги велича луѓе од партију, затоа што туја имаше и величање на некои многу срамни моменти за кумановску историја еден ден што ќе бидев, како например
химна, менсур, капетани и играње на оро. Например, Добро. познавајќи те и слушајќи за тебе каква си особа, ја не очекуваше дека и ти ке ga воспеваш тој момент. Тој е стварно сраман момент. И не мора да се сложиш дека е срамен. Ама такво нешто да биде химна за град и ти да учествуваш у такво нешто, у славење на тој вашу победу, што го викате, за мене некако не ми е поврзано со твој карактер. Значи, вака јас сега, нели зборуваме, ти имаш еден став, јас имам друг став и имаме право секој на свој став. Како јас тие нешто ги доживувам. Многу од генерализирано, али добро. Да, значи како јас тие нешто ги доживувам од моја страна. Кога вие сте дел од нешто, независно сега и да сте и дел од правам паралела. Јас сум дел од таа политичка партија. Значи, се што правам во контекст на тоа, славењето, на победата и се останато, сметам дека тоа е момент на солидаризација, каде што сите ние кои што сме инволвирани во нешто кое што заеднички го правиме, дури и во поглед на политиката, заеднички и го доживуваме и го славиме. Затоа што, да не бидам погрешно сватена, моментот на благодарност... Ово е трети пат кога викаш да не бидам погрешно сватена. Така. Ама и погрешно да те сватив. Тоа сакам да ти го кажу. Ако ти не се сложуеш с такав вид на забаву, што тебе спречуе од било какав аспект ти тој да го кажеш? Значи, зашто да биде само солидаризација, ако ти за нешто мислиш дека е кич? Значи, ја тој момент не го доживеав како кич. Зошто едно е што слушам во приватно време, зборувам. Кога отидеме ние на свадба, слушаме и турбофолк. Нели? Ние одиме да ги испочитуваме тие кои што не поканиле на свадба. Во овој момент, јас сум соучесник во она што вие го нарекувате кич, затоа што јас сметам дека треба да бидам таму со тие луѓе со кои што рамо до рамо сум дел од една идеологија. И во тој момент, значи ја можеби приватно никогаш не би слушала турбофолк, ме разбирате? Си имам одреден тип на музика кој што го слушам. Но исто како што на свадба одам и слушам некоја музика која што не е по мој вкус, исто можеби и на некоја забава која што е политичка, ќе отидам и ќе слушам музика која што не е по мој вкус, но ќе бидам дел од таа група за која што сметам дека и припаѓам идеолошки. Ме разбирате? Значи, ја не зборувам да бидам погрешно сваќана. Јас зборувам дека јас секогаш јавно ги искажувам своите ставови. Ако не сум сакала да бидам некаде присутна, немало да бидам присутна. Значи, јас сум била таму присутна, затоа што сум сакала да бидам присутна. Дали тоа ја руши сликата која што јавноста или одреден круг на луѓе имаат за мене, да ви кажам искрено, не ни размислувам. Не се работи за тебе лично, але работи се за интелектуален профил од твој тип. Работи се за твој мајндсет, зар не им што те спречуе, ако толку имате слободу у политичку партија, како што викаш, што те спречуе да ги кажеш, макар после свадба ли е, циркус ли е, каде што не ни се допаднала мелодија некоја. Добро. Овдек не се работи за музику и ти многу добро знаеш. Добро. Што те спречуе да им кажеш приватно, абе овој ке ни се смеев луѓе. Значи, од тој аспект те прашувам. А не од тој дали си требала да бидеш таму или не. Која сам ја да кажу дали ти си требала и дали тој ќе ти го сруши слику. Јас мислам дека можда наш аудиториум сега што ќе не гледа напротив, не се сложуе со мене. Овдека не е работа ја и ти да се сложимо. Так. Овдека е работа и искрено да ми кажеш, зар стварно онакој длибоко од душу се сложуеш со таков тип, условно кажано, циркус. А не за солидаризација, значи, нормално дека ќе се солидаризираш. Знаеш како? Јас секогаш ќе кажам пак е до перцепцијата. Нели? Со твои зборови може би е циркус. За некого ќе биде прослава, за некого ќе биде нешто многу големо. Зависи на кој степен е нашиот мајндсет, нели? Од друга страна пак, ќе кажам дека конкретно и за оваа химна што зборувате, мене таа химна
ми беше многу интересна, потенцирам интересна, затоа што не беше нарачана. Туку онака спонтано произлезе од една етничка заедница која што функционира, живее на тој начин. Ние знаеме дека ромите многу често и по улица знаат со звучник да одат и да пеат и да компонираат нивни песни. Истото се случи и со оваа песна. Значи таа песна стана толку вирална, значи ние не ја пуштавме песната во етер. Ја кога отидов во Норвешка се слушаш, имаше еден куп видеа на кои што многу луѓе беа нели со сега новава вештачка интелигенција поставени во видеата, а во позадина одеше песната за Максим Димитриевски. И никој не бараше, дури од најмали деца до највозрастни, да ја интерпретираат таа песна. Слушамо го овој веќе многу пута и сам градоначалник го кажа. Да. Ли не се дека работи за намеру, дали е било наручена песма или не е бил, или е била спонтана. Так. Тој момент треба да се стварно треба да се отстранимо сви од тој момент за да не дефокусирамо. Поента ми е многу, зар не мислиш лично како граѓанин на Куманово, те сега прашува и покрај тоа што си Свети Николчанка, ама туј смо, нели? Так. Прашувате како граѓанин на Куманово, зар не мислиш дека тај што го викаш заедница етничка, односно наши роми од Средорек, многу боле нешто ќе направесва за сви нас да направисва некоju акцију да го изчисти реку, неголи спонтани хвалоспеви на Максима Димитриевского. Само тој ми е поента. Ја не можам да навлезам во нивните побуди. Ме разбирате? Не се работи за побуду. Нели Значи, мислиш дека ќе беше боле да направесва такво нешто? Ке имаше трикратен поголем ефект доколку направеа нешто за нивната значи заедница, во смисол да нивната заедница ја подигнат на многу повисоко ниво. А да плови поубаво Менсур капетан. Значи овој дел кој што се однесува на химната што тие ја направиле, едноставно светам дека е спонтан и тоа направи ефект во поглед на политиката и на политичката кампања. Значи мора да ги разграничуваме нештата. Ромите како етничка заедница не само за изборите, туку во текот на целата година, од денеска, утре па и понатаму, треба да се обидуваат да ги менуваат навиките, зборувам исто како и ние македонците, и албанците, и бошњаците, и сите во нашата држава и во наше Куманово. Превише си ми политички коректна. Превише. Ние сите треба да ги менуваме навиките. Треба. Добро, овој ќе го сватам дека нечеш да ми одговориш на прашање дали сутре бале место овој да направи овој. Океј. Викаш во општествените текови во кои демократијата е заменета со анархија у еден од твои говори. Мора да признам дека не ga разбра тој момент. Живееме во општествени текови во кои што демократијата е заменета со анархија, а доаѓаш од политичку партија кој што 8 години алудираш нешто на Куманово, by the way, у тај некој говор. Уствари, обраќаш се у Куманово, ке се сетиш сигурно за кој говор е збор, а у тој исто Куманово од твоју политичку партија 8 години е градоначалник Димитриевски. Значи, како смо ги ми тој, зашто е он дозволија демократски токови да се замени со анархiju? И што ти подразбираш под анархiju? Па значи вака, јас тоа го потенцирам и се повеќе го потенцирам во последно време. Гледам. Дека живееме во демократско Видиш, па има некој па примети. Така, а всушност под плаштот на демократското општество се сокрива всушност еден вид анархија. Зошто е тоа така? Значи, со оглед на тоа што, без оглед на тоа, дали во моментов или последните 8 години, како што рековте, со Општина Куманово раководи Максим Димитриевски, да не излезе сега дека правам реклама,
тоа што тој го има направено во поглед на она. Дефинитивно правиш рекламу, ама знаеш што Да. ја често Можеш правам да сечеш, рекламу. Да, можеш да сечеш Ништо, што не сакаш од ништо, подкастот, ништо но нема да меѓутоа се сечи. Договоривме дека ќе оди изворно така како што треба. Ние секогаш треба да бидеме многу реални и да ги признаваме и добрите и лошите страни. Зошто зборувам анархија? Значи, во наше Куманово дефинитивно во многу сегменти владее анархија. Зошто владее анархија? Значи, еве ќе почнам со најобични нешта. Се чисти отпадот. Не коментирам што се зборува за јавно предпријатие, во каква состојба е, кој го менаџира и сето останато. Факт е дека луѓето работат, ни го чистат градот. На истите места повторно се појавуваат депони. Постојано се гушиме во ѓубре. Тоа веќе не е до оние кои што ги менаџираат јавните предпријатија или градот. Тоа е до еколошката свест на самото население кое што живее овде. Се поставува нова урбана опрема. Последниот случај со кршењето на фонтаната во Соколана. Тоа што е ако не е анархија? Тоа не е демократија, тоа е анархија. Значи, ние веќе наликуваме тука на едно варварско племе, нека ми простат сите гледачи, кога сме се дрзнале да дојдеме во ситуација да искршиме градска фонтана. Тоа веќе е лудост. Тоа не води во времето. Исто како што е лудост да се направи фонтана непосредно пред избори. На исто ниво е. Па не би кажала дека е така. Сепак Зошто се не би кажала дека е така? Значи, може би... сепак се направила. Сепак се направила. А што ако не се направила? А што ако не смо го скршиле? Видиш ли? Има разлика. Има разлика. Како во има првиот разлика? Во првиот случај градиме... Хипотетички. Не, И моја и твоја. Во првиот случај Која градиме, разлика? а во вториот случај уништуваме. Ама градимо исклучиво за да добиемо политички поени. Еве, А што ако не смо го скршиле? Тој момент повише ме занима. значи, еве, зборувам да ги разграничиме нештата. Во првиот случај градиме, дури и во време на политичка кампања. Не дури, него исклучиво, Оливера. Исклучиво во политичка кампања. Рушиме и за време на политичка кампања, и пред политичка Не кампања, бе, душа, и нема, по политичка нема што да се кампања. рушимо пред избори, нема што е изградено. Не би се согласила, Што Ивана. е изградено, Оливера? Значи, не би се Оливера, да ти согласила. дојде в гости, еве и од Свети Николе, роѓаци да ти дојде од Австралија. Освен у кафану, куде бе душо ќе ги одведеш? Реално у Куманово немаме многу места, локации каде И што тоа не е можеш до да одведеш анархија. некој. Нема Не е сигурно до да ги анархија. водимо да ги гледам Не е до скршени анархија. фонтане. Значи, мора да се земат во предвид се што се случувало во Куманово. Значи, јас живеам, вие живеете цел живот во Куманово. Те дојде в гости и ви ќе ги Јас кажете, 20 години земите у живеам во предвид Куманово. све што се след... Како ќе им го објаснимо ми? Што? Не можеш да им објасниш. Не можеш да им објасниш. Значи, дека нештата се менуваат и дека има обиди да се оди нанапред има. Но меѓутоа, Куде го тој Куманово, видиш највише? Дека има обиди да се оди понапред и дека нештата се менуваат. Молим те, кажи ми бар 2 сегмента у град. значи во урбанистичкиот дел. Во урбанистичкиот дел. Јас кога Добро. дојдов во Куманово, во центарот на градот, во близина на центарот на градот каде што живеам, улицата беше каллива улица. Значи посипана со она како се нарекува шлјунак по кумановски. Шлјунак, сега така. имате бекатон, тој ли сакаш да сега кажеш? има асфалт. Добро, и втор сегмент кој е? Да не идемо многу урбанизам, овие донови, тоа е рак рана. И пак ќе кажам, ако е бекатон, подобро е од кал. Нека се зборува дека е бекатонизација, ама кога ќе стапнеш, нема да ти биде срам, како на мене кога дојдов во Куманово, па носив влажни марамчиња и кога ќе излезев на Нагорички сокак, си ги бришев со влажни марамчиња чевлите затоа што ми беа целите со кал. А живеем во центарот на градот. Ама Тоа беше во 2003. Значи тогаш не го Откад менаџираше. живиш ти, Оливера, у Куманово? Од 2003. Од 2003. Да. И тогаш, значи таа улица беше со кал. И тогаш не се зборуваше дека во центарот на градот улицата е со кал.
Дека многу... Па так не сме имале Фејсбук. Тоа да. И никој не е зборил Тоа да. треќо лице еднину Тоа е за да. сви овие менаџери. Докуде е етика у религија? Многу ме интересира. Некако се почна се активира се тој прашање, имаше нека дебата јавна, све ми се чини. На кратко само, докуде е? Затоа што ми сме махери смо да поставиме прашање како важно за овие општествени, дали демократски или анархични процеси. Така. Не е толку битно. Битно е да поставиме го прашање, има јавна, има стручна дебата, па после има комисија, па има дневнице, па има све академска заедница, сви што треба, сви се уклучив. И после реализација? Значи вака. Реализација? Тоа прашање ќе се разгледува и да се надеваме дека ќе има позитивен исход. Еве сега ќе зборувам во прво лице еднина. Јас дадов иницијатива за воведување на етика на религии и тоа е етика, значи различит тип на наставна програма која што ќе биде прилагодена за одредена возраст. Јас се застапувам за етика во целиот образовен процес. Со почетокот на започнувањето на образовниот процес, односно од прво оделение, па до крајот на завршувањето на средното образование. Све ми се чини како задолжително изборен предмет беше, поправиме ако грешам. Како задолжителен изборен, за тоа се зборува за етика во религија кој што се предава во 6-то оделение, но меѓутоа етиката би требало, тоа и го разговаравме заедно со председателката и таа даде зелено светло, сега останува да се постигнат договори со Бирото за развој на образованието и со Министерката за образование, односно Министерството за образование. Затоа што мојот предлог е воведување на етика. Значи чиста етика од прво до пето оделение, која што ќе биде предавана од страна на оделенските наставници, бидејќи тогаш да им внесете друго лице на дечињата, е многу понесоодветно и помногу неприфатливо за разлика од оделенскиот наставник. Па затоа удрите по наставници, па им додајте још тој. Мани очора весва од електронски дневник. Имаат изборни вештини. Значи изборни предмети, еден вид слободни часови кои што ги предаваат. И тоа би се предавало заменски за тие часови кои што веќе, значи не дополнителни часови кои што ќе бидат на грб и на наставниците и на децата. Туку веќе во тие наставни програми оние делови од наставната програма кои што би можеле да се прилагодат. Значи имаат они, како што знам, делови каде што зборуваат за животни вештини. Тоа би можело да се интегрира во тој дел. Со тоа што на дечињата до пето оделение би им се предавале основни морални норми, значи етички норми зборувам. Добро. Каде што ќе бидат и во таа етика да бидат вклучени тоа да биде микс од етика, значи религиско образование, но она што е најниската основа на религиското образование, најосновно што едно дете на таа возраст може да го прифати, психологија и социологија. И тогаш кога ние од мали нози кај децава ќе направиме еден систем на морални норми како што ги имаат Јапан. Мислиш дека ќе подобриме светот кој што живееме? Апсолутно. Колку само треба многу генерација тоа да проведе. А за тоа е потребно сите ние, родителите, спрега на родителите, на наставниот кадар, на власта, на децата. И тогаш не може да нема успех. Затоа ние кога гледаме видеа, велиме како во Јапонија ова функционира. Па функционира. Они уште во детска градинка ги учат на основните морални норми, на основно етичко и културно однесување. Работат на социолошки моменти, на психолошки моменти. Сега е момент кога што треба многу родители на овие деца што ги имамо, они да идат низ некои курсеви. Тука ќе се согласам целосно. Деца треба да ги научиме врзанте да вржуев сами, да се осамосталуев, да рипав таму у кал и да не ги проверуваме дали су озноени и да не ги алимо. Треба да научиме децата дека треба да си го сакаат другарчето, да си го почитуваат другарчето, да си го почитуваат родителот, наставникот, но факт дека ние сега зашо зборуваме анархија. Во времето на социјализмот семејството беше најздравата клетка. Во овие времиња
во кој што сега живееме. За жал, семејството е дисфункционална клетка. И тоа мораме сите да си го признаеме. Знае И ли ќе се движење, знам согласам. каквога социјалист у njeni редови има. Па, јас сум дете на социјализмот, Титов пионер, сега ние Југоносталгичар. Дефинитивно. Југоносталгичар. Дефинитивно, затоа што нашето детство Ја и мислиш, ви сте нашата младост прогресивна некоја партија која што не умемо да им кажемо на наши деца како... како... Ивана, дека во нашето време многу убаво се живееше. Да, Оливера, ама не Не можеме дека да... ние живееме во тоа време. Ние треба да се обидеме ова време да го направиме слично на тоа време, затоа што функционира. Во Словенија е тој модел, во Швајцарија е тој модел. Не збориме за модели на општествено уредување на земја у кои што сакамо да се одселимо. Зборимо како да им го доловим. Ми никад не може да им го објаснимо на наши деца тој нешто. И затоа тоа е прошлост. Ама Тоа е наша можеме прошлост. да се потрудиме да им создадеме барем блиска иднина која што ќе наликува на тој период во кој што ние сме живееле. Сите заеднички. Негде читам Сабале дека смо ми земја што ga извезуе памет како готов производ, а негуе ги сировине како заштитен бренд. Веројатно не очекува тебе да се сложиш затоа што тој не е со твој вокабулар христијански окей, али може да завршиме со тоа што ќе те прашам колку е Македонија секуларна држава. Македонија е секуларна држава. Значи, поделени се. Колку? Поделени се власта и верските заедници. Затоа што, еве јас конкретно позицијата која што ја носам, ние ниту имаме ингеренции, ниту пак имаме намери да се мешаме во внатрешната поставеност на верските заедници. За разлика од порано, значи кога постоеле верските поверенства и почетоците на оваа комисија која што била во составот на самото собрание, тогаш комисијата имала многу големи ингеренции, па правела и надзори и многу други дејности извршувала. Од 2001 година па наваму, значи дефинитивно се поделени нештата, иако и во претходниот период сметам дека државата многу ретко се случувало да интервенира или да се вмеша во внатрешната поставеност на било која верска заедница. А сега дефинитивно стојам за тоа дека ние сме секуларна држава и дека во ниту еден момент не си даваме за право да се мешаме во работата, функционирањето на верските заедници. Ваша позиција, твоја лична позиција, не само како директорка, позиција општествена, да кажеме, општествена улога што го имаш, али нарочито откако си директорка представља ги сви религиски заедници у Македонија подеднакво. Така. Мислу дека го обработасмо тему како лично го поставljаш ти линiju измеѓу политичко определење и неутралност, известно што се тражи од тој позицију, али може на кратко, ако мислиш дека не смо доволно тоа обработале, може на кратко да кажеш нешто на тој тему, ради тоа што сигурно ќе се сложиш дека неутралност у секуларну државу е многу битна за директорску руководеќу позиција. Јас сметам дека никогаш не сум ја искористила мојата позиција, а во кој момент ќе зборувам и за секуларноста на државата и за политичката идеологија која што често кај нас во државата нели знае да се злоупотребува откако некој ќе добие одредена функција. Тоа ни е веќе видено во нашата држава затоа што ние минимум 30 години живееме во тој вртлок. И јас сметам доколку, еве ќе ви дадам најпластичен пример. Ако некому од верските заедници јас ја искористам мојата функција за да ја ставам во полза на партијата во одредени моменти, тоа е сосема погрешно и непрофесионално и треба да биде злоупотреба на службена должност.
Никогаш не сум се ставила во таква позиција, затоа што лекувањето, постирањето и се останато кое што е политичка содржина е поддршка, како што реков, и промоција на мојата политичка партија, идеологијата на која што јас припаѓам. Но меѓутоа, кога станува збор за работата, јас морам професионално да си ја извршувам и тука, во тој поглед, јас не смеам во верските заедници да внесам политика. Ме разбирате, мора да постои разграничување и кон тоа треба да се стремиме сите. И во тој момент, кога ќе се стремиме да дојдеме до деполитизација, департизација на државата, тогаш се ќе биде полесно. Не треба да се користи позицијата како можност за политичко влијание, без оглед на тоа на која функција се наоѓате, туку треба професионално и одговорно да се извршувате функцијата, а никој нема за право да каже дека вие немате право да бидете политички определен. Тоа е ваш личен избор, У тој по случај, ваша слободна волја. У тој случај дефинитивно треба да имаш 3 профила. Оливера Трајковска. Оливера Трајковска. Така. Член на ЗНАМ, Оливера Трајковска, и да почнеш да пишуваш у прво лице. Еднина. Зашто имаш ти што да напишеш. Имате криво ми малце тако што пишуваш. Како, знаеш, како некој друг да пишуе. Нели? Така. Сега, например, замисли сега да отидеш дома и или од овдека, после подкаст да напишеш директорката или еден од членовите, још увек ли го извршуваш функцију председателка на форум на жене? Да. Значи, замисли да напишеш председателката на форумот на жени во политичката партија ЗНАМ гостуваше во подкастот подкастрување на Ивана Аткинс. Значи, сваќаш ли га кринџи момент? Добро, може би тоа така го доживувате. Или директорка, или ова што ти е друга функција, нели? Пошто Така. кажасмо, има неколку функции и ти ги одлично разграничуваш ск за ск. Замисли да напишеш такво нешто. А не да напишеш Ама за тоа кај мене возљубени македонци и сите останати Ама јас заедници. пишувам и такви објави. И затоа Бевка сметам- Ивана. Така, видете. Значи, се зависи во тој момент кога треба да ја споделам веста, колку работно сум ангажирана. Затоа што мене ми се случувало, нели? Ке присуствувам на некое тебе гостување, на некој настан и во моментот, значи не е подготвена објавата за институцијата, за комисијата, за да не ми помине денов, јас пишувам лична објава. Потоа тоа се објавува на профилот на комисијата. И кај мене кој ќе го погледнете профилот, факт е. Кажати дека треба да имаме еден профил за политичкиот ангажман, еден за професионалниот, еден за приватниот живот. Но меѓутоа верувајте дека тоа е премногу. И овие два профила кои што во моментот да измислиш да што во запослиш моментот ги правам затоа што јас и во самата институција имам дефицит на човечки ресурси. Верувајте дека тие објави кои што одат на комисијата јас ги пишувам текстовите. Па некогаш на настан сум била до 23 часот, ги прегледувам фотографиите, ги селектирам, па му ги праќам на вработениот кој што ги поставува. Ама прифаќајќи го позицију, сигурно си била свесна, Оле, дека ќе биде многу поголема одговорност и многу поголем ангажмент. Дефинитивно. Јас само зборувам дека не би имала простор да имам 3 засебни профили. Второ, да ви кажам искрено, кога не би била политички активна и кога не би била професионално ангажирана на ова работно место на кое што сум, јас не би имала социјални мрежи. Затоа што во последно време се повеќе и повеќе сметам дека напливот на трансхуманизмот, напливот на социјалните мрежи и на технологијата ни носат повеќе штета отколку добробит. Значи се ни е дадено, како што вели и Светото писмо. Се ни е дадено, но не е се полезно. Точно. И за крај, како христијанка практикант, кој дел од Библију највише те води низ све што го работиш во живот, почнувајќи још од активизам, кој што неуморно го правеше, на кој што се сви сеќамо у Куманово, Стар Завет преко ред и преко своји закони, или Нов
Завет, у кој што нели сви знаемо дека преко некое треба да се спасимо сви од некое понижење што ни се дешава од центри на моќ, од светско зло и така даје. Што те повише води? Светото писмо е една боговдахновена книга и неможно е, откако ќе ја прочитате, да останете исти. Иако е пишувана во алегорија, кога ќе ја прочитате и кога ќе го разберете всушност вистинското значење и суштината на таа книга, не можете да бидете повеќе исти. Повеќе го преферирам Новиот Завет, конкретно посланијата на апостол Павле, и тие ми се како еден вид смерница по која што се движам. Посебно посланието на апостол Павле до Коринтијаните. Често знам да го цитирам во јавни говори. Во првата книга, значи и цитатот со кој што започнува книгата е всушност од посланието на Коринтијаните 14 глава. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звечи или кимвал што звони. Така да, тоа е мотото, моето движечко мото, кое што ме води во животот и за кое што се обидувам се што работам во животот да го посведочам. Во време во какво што сега живееме. Во страдален свет кој што не страда за ништо материјално, во кое што имаме материјално напретек, ние сме човештво кое страда за љубов. Но за онаа вистинска љубов, суштинска љубов. Да се љубиме помеѓу себе, да споделуваме љубов и да го љубиме ближниот како себе си. Така да, мотото, ако немам љубов, ќе бидам бакар што звони и кимвал што звечи. Тоа е моментот за кој што сметам дека ние го живееме сега, со се она што е околу нас, и крајно време да се освестиме дека човештвото оди полека, но сигурно во пропаст, свесно, затоа што ние тоа го дозволуваме. И покрај сите сили со кои што се бориме, и во Светото писмо се вели дека крајот на светот ќе дојде кога љубовта ќе олади. Мислам дека ние полека се приближуваме кон тој праг. И ако не се освестиме дека како луѓе ни се губи љубовта, ни се губи основниот лајт мотив што нас како човечки чувства не карактеризира, не зборувам за партнерската љубов. Љубовта која што Бог безусловно не сака и на кој што начин и ние треба безусловно да ги сакаме луѓето како човечки битија, е моментот на кој што сите ние треба да ги градиме темелите на ово општество. Бог е љубов всушност, Оливера. Многу интересантно беше прашање за кое што се надам дека поново ќе дојдеш у подкаст и ќе ми го одговориш, што е за тебе лично милостиња, а што е дар, али кад веќе ги збориме дарови, ја ќе ти остану дужна и ќе ти донесу дома наши производи од Хидролаб, прекрасни. Ќе ти треба крема за лице, ќе ти треба серум за против брчке, затоа што овој време што го викаш брзо еде ги луѓе и ќе делува сигурно на твоја кожа исцрпеност и све. Тоа е една природна, многу добра козметика и тој ќе биде новогодишен и божичен дар за тебе. Може нешто, викав дека смирува живци, ако нешто си сплетеш док си на работу, пошто ти си многу одговорна, не, кад ќе дојдеш дома, док ти мачката е убава, седи у скут. Фала на тебе за чоколаду. Имам још нешто пригодно. Книга е Анđели Божиќа и божични обичаи, аутори су Дан Шерцар и Желјка Токиќ. Сакам да го прочиташ, ќе ти го посветим. Ово е книга која што настојуе уз помош на ангели да упозори на некој начин на духовни облик кој што све повише и повише се губи за прославу на Божиќ како голем христијански празник и да одговори на сви предизвици кои што проискачав од тој прашање на еден многу продуховен и на еден многу исполнителен начин. Ово е за тебе и
Не. Ивана, не. Имаше една изрека од Фридрих Ниче, али он, пошто е био атеист, апсолутно нема сега да го цитирам, него само ќе ти се захвалу и ќе ти посакам убави празници и ќе ти посакам енергију за сви функции и титуле и руководни места што ги имаш и у партију и у комисију за односи на религиозни и верски заедници. Јас би сакала да ви се заблагодарам на поканата за денешното гостување. Ми беше баш пријатно ова дружење. Иако знам дека имаш јазик кој што пецка, ми беше пријатно да разговараме, затоа што јас секогаш држам до својот став и до она што го имам изградено како свое мислење. Ти благодарам за сите убави желби, ќе ти посакам и јас исто се најубаво во животот, само добрини, само убавини, да не престануваш да љубиш, да ги љубиш другите како себе си, затоа што тоа е нашата основна мисија која што ја исполнуваме, а за сите функции за кои што ми посакавте најдобри желби, ќе се трудам посветено и одговорно да ги исполнувам и ќе се молам да си ја задржам основната функција, а тоа е да бидам човек. Затоа што по тоа сум препознаена и сметам дека тоа ми е најважната задача која што морам да ја исполнувам и со која што утре ќе им оставам благослов и на моите деца, а ќе оставам и трага во општеството. Фала, Оливера.